Второ продолжение од нашата емисија на продукција Скок, кој и зошто им ја затвори устата на македонските фудбалски судии. Интересна тема која доаѓа и посебно интересна после направената судиска анализа од надлежните структури во Фудбалската федерација на Македонија, каде што се анализираше судењето на 20-тото коло и каде што имаше неколку, 2-3 интересни направени, а посебно внимание во јавноста пред нормално да се произнесат овие надлежни структури. Имаше надпреварот во Тетово, каде што Шкендија и гостите ремизираа 2:2, а каде што гостите преку удар од белата точка, преку двата пенала на интернационалецот Кехинде, во последните 5 минути, некаде 86 и 90 плюс минута во судиското надополување, го изравне резултатот од 2 досудени пенали. Јунак, херој, главна личност, овој надпревар беше главниот судија Марјан Младеновски, кој, прегледувајќи ги снимките на порталите на Фудбалската федерација на Македонија и сегментите од овој надпревар кој се одигра во Тетово, без око да му трепне, 2 пати покажа на белата точка и при тоа остана самоуверен, ладен, уверен во своите правилни одлуки. Се тоа го потврдија надлежните инстанции на Фудбалската федерација на Македонија и тоа е плюс повеќе за оваа наша емисија, да кажеме нешто повеќе, дека фудбалските судии сепак имаат она што им стои меѓу двете машки нозе, да го покажат и да досудат пенал и при тоа никој да не реагира. Малку повеќе во продолжение на емисијата. Подготвувајќи се за второто продолжение од емисијата на тема кој зошто им ги затвори устите на фудбалските судии во Македонија, направив неколку разговори, размена на мислење и онака еден бриф што се вели со познати фудбалски имиња. Еден од нив, доста познато фудбалски име, мој долгогодишен пријател кој не од Скопје, гравитира некаде на југозападниот дел од нашата држава, еден искрен мој пријател и добар познавач на судиските прилики. Конкретно за надпреварот Шкендија Гостивар и за двата досудени пенали на главниот судија Марјан Младеновски вели: Мијалчо, да досудиш 2 пенала во последните 5 минути, треба да си многу храбар, треба да си екстремно луд или, извини ме, ама будала. Ова е невидено и ја не знам што да кажам, меѓутоа, ајде да почекаме да видиме. Разговорот беше воден нормално пред да го видиме епилогот на судиската организација во Фудбалската федерација на Македонија. Сега по неколку приспиени ноќи гледаме дека Марјан Младеновски, кој патем не ми е нити пријател, нити другар, најмалку сум седел со него, нити еднаш во живота не сме испили ни едно кафе, имаме некоја нормална комуникација кога судел на првата лига оддалеку, поздрав и така, значи, гледам дека овој наш судија на овој надпревар навистина покажа, по мене тоа е едно моје субјективно гледање, дури ако грешам да се однепред да се извинам, една невидена фудбалска дрскост, едно невидено фудбалско познавање на правилата. Дури се обидов да извадам и сегмент од неговите судења од фотографии кои се на достап од други надпревари, каде што се гледа дека Марјан постојано е некаде близко до топката кога ги суди овие фаули, дали се на средината на теренот, дали пред противничкиот 16-сетник, дали е ситуација за пенал. Така што, рака на срце, на моја скромна анализа, далеку се сметам дека сум некој добар познавач на овие строги правила, да кажам, меѓутоа се покажа дека двата пенала се оправдано досудени. Значи, тоа го потврдија најнадлежните органи од Фудбалската федерација на Македонија. Да биде фудбалскиот кеф на нас, неутралните, уште поголем, да кажам, да се радуваме дека Македонија може да има едни такви надпревари, никој да не се лути и кој ќе изгуби 2 важни бода како Шкендија од 2 пенала, потврдува и изјавата на
на стручниот штаб, на луѓето од стручниот штаб на Шкендија кои вината за изгубените бодови ја побараа во собствените редови. Не ја побараа кај судијата. И тоа е за почит, тоа е за секој поздрав. Шефот на стручниот штаб на Шкендија ја презета одговорност и рече јас сум тој виновник што не освоивме 3 бодови на овој натпревар. Сега ја парафразирам изјавата, не сакам да цитирам. Продукција Скок честите и нова изјава и нова размислување на стратегот на Шкендија. А секако чиста новинарска десетка за Маријан Младеновски, за неговата храброст, за неговата дрскост. Што велиме спортски, нека извинат гледачите, ги покажа дека има фудбалски мадиња и досуди 2 пенала, двата оправдано, Кехинде постигна 2 гола, Гостивар освои бод, Шкендија остана без 2. Маријан Младеновски покажа дека знае да суди и не е единствен, а за другите кои исто така имаат интегритет, знаење, познавање, храброст, дрскост, неутралност во некои од нашите наредни емисии посветени на фудбалските судии. До тогаш гледајте не, кликнете subscribe, претплатете се на нашиот канал бесплатно вие и уживајте во овие наши представувања.